Никој и никогаш не може да предвиди кога може неговиот живот да биде доведен во прашање. Никој не може да предпостави дека токму тој кој е до вас, иако не го знаете, ви го спасил животот со тоа што бил несебичен и дарувал крв. Денеска е денот кој минува во знакот на црвената боја. Денеска е светскиот ден на крводарителството. Битола како град од секогаш ги задоволува потребите од крвни единици. Да се задоволат потребите од крв, потребно е 3% од населението да дарува крв, така да во Битола имаме доволен број на крв. 2015 година завршивме со 3041 единица собрана крв, а до денес, во 2016 година, имаме околу 1600 единици собрани крв, така да навистина имаме доволен број, меѓутоа пораст немаме некој голем пораст на бројот на дарители. А во однос на младата популација, на првократни дарители, имаме пораст на таа бројка. Минатата година имавме околу над 300 првократни крводарители, што е добра бројка за нашиот град. Пред земјава да влезе во процесот на транзиција, бројот на крводарителски акции беше голем. Немаше фирма, фабрика или компанија која не ги отвараше вратите за Црвениот крст и одделот за трансфузиологија на секои 3 месеци и несебично во голем број да одговори на организираните крводарителски акции. Долги години работам на ова проблематика. Имавме навистина огромни акции во компаниите во минатото да речам. Сега немаме такви големи акции, меѓутоа 40% скоро од собраната крв ја собираме во Центарот за трансфузионна медицина. Граѓаните доаѓаат доброволно и ја нудат својата крв во службата. Но целта наша е да бидеме што повеќе присутни на терен, токму ради тоа да мотивираме и да регрутираме млади и нови крводарители. До пред 2-3 години правевме 180-190 акции на терен, сега правиме 80. Тоа е една бројка која кажува дека сме многу помалце присутни на терен. Сепак битолчани се совесни и хумани луѓе и било каде да има крводарителска акција, тие несебично ќе одговорат и ќе даруваат крв. Апелот сепак останува. Продолжете да бидете хумани и дарувајте крв. За животот се работи.